Сега на Кајронот ќе иде ностоп Стефчо Јакимовски осуден на 3,5 години. Тоа главен го гледам Сител. Сител, тој исти Сителчи и што главен и одговорен уден Драган Павлович Латас имаше изградено дивоградба, квичеше цело време, плачеше, па сум го праќал мојот секретар да му дава совети како да се брани на суд и така и ослободителна пресуда. Тие истите кои што плачеа секојдневно, тој газдата Дзинго ми застануваше пред врата да плаче што му прават со Рек Битола. И практично ти гледаш дека реформи во судството треба да има. Главната реформа во судството беше во времето на СДС 27 април, кој ќе даде поголема пресуда, тој иде напред. Сега и ови истата реформа, кој ќе осуди, кој ќе го осуди Стефчо Јакимовски, да видиме дали ќе оди напред. Тоа се реформите во нашето судство, за жал. Значи никогаш потешко не ми било во живот. Никогаш. Значи пред 2 години кога сум легнувал на операциона маса и кога не знаеш дали ќе станеш, значи воопшто не се чувствувам резигнирано и така натаму. Што е тоа? Сега се чувствувам поразен како човек, изневерен. Судот постои да ме заштити и мене од насилници. Во овој случај насилниците се викаат финансова полиција и обвинителство ОЈО-ГОК. Тие вршеа врз мене насилие. И она што е поразително, судот постои кога било кој граѓанин кој ќе биде нападнат, дали од посилен од себе, дали од институција или било кога, кога ги изнесеш аргументите, судот постои за тоа да те заштити. И јас очекував заштита од овој суд.